Не, за жал, граѓаните во анкетите кажуваат дека 60.000 денари плата е плата која им е потребна на работниците за најосновните производи или за скромен живот, но дека 100-120.000 денари плата е веќе нешто што овозможува пристоен, достоинствен живот на работниците. За жал, пратениците имаат пристоен и достоинствен живот, достоинствени плати, а работниците имаат недостоинствен живот, непристојни услови за работа и недостоинствени плати. Тоа е нешто што треба да ги загрижува оние кои работниците ги бираат на избори, им даваат можност да извршуваат одредени јавни функции. Граѓаните и работниците сметаат дека лошо е кога функционерите ги критикуваат и работниците и нивните представници. Во демократските држави е обратно. Граѓаните, работниците, синдикатите, невладиниот сектор ги критикуваат избраните и именуваните лица заради нивниот недостаток од желба да помогнат на работниците. Не ги бира работниците, не ги биравме сите ние да се борат против нас. Ги биравме да ги подобрат условите за живот, да ги зголемуваат платите и да водат грижа за сите останати како и за нив. Меѓутоа, тоа што е срамно е што, например, водат грижа да имаат патни трошоци, водат грижа да имаат ефтино бифе во институциите каде што работат, односно да имаат и храна и превоз, нешто што работниците го немаат, водат грижа да нивните плати кои биле согласно одлука на Уставниот суд зголемени останат така, ги зачуваат така зголемени и не водат грижа да ги зголемат работничките плати, не водат грижа да овозможат на работниците храна и превоз до нивните работни места и на нивните работни места.